Во рамки на 25-тото коло од втората лига се одигра и дербиото на истокот во Радовиш, каде Детонит Плачковица со голот на Стефан Бамунски триумфираше над Струмичка Беласица со минимални 1-0. Со овој триумф Радовишни веќе се сигурни патници за третото место и баражот за прва лига. Тренерот на Детонит Плачковица Иван Варадиновски за Емнет вели дека успеале да освојат 3 бодови, но било далеко од лесно. Најпрво честитки до моите играчи за победата, благодарност до публиката за бодрењето во текот на сите 90 минути. Успеавме да освоиме 3 бода, но беше далеку од лесно. За тоа заслуга има и екипата на Беласица, која што, иако млада, надополнета со неколку искусни играчи, одлично изгледаше на теренот во текот на сите 90 минути. Можеби немаше некој допадлив фудбал, кој што изобилуваше со многу шанси, но пак ќе кажам, за нас битни се овие 3 бода. Вардиновски вели дека откако неговиот тим и математички ќе го обезбеди третото место, односно баражот, ќе прават анализа на можниот противник од првата лига, бидејќи таму е густо во долниот дел од табелата. Па со оглед на тоа дека математички уште не ни е обезбеден тој бараж, јас секогаш сум внимателен и предпазлив, така да додека и официјално не бидеме трети и односно местото кое што води во бараж, мора да одиграме до крај, а откако ќе го обезбедиме и откако ќе знаеме со кого ќе играме со оглед на тоа каква е ситуацијата во првата лига и каде што многу екипи се во игра и за бараж и за испаѓање, ќе почнеме да правиме анализи и да разговараме за тоа што треба да се случува во тој бараж надпревар. Тренерот на Беласица Александар Стојанов за Емнет вели дека пат во концентрацијата во пресуден момент го решил победникот во Радовиш. Па добро, честитки пред се прво на домашниот тим за победата. Тоа што се договоривме, односно тоа што работевме цела недела, немам замерки на нашите играчи за залагањето, за борбата, за желбата. Некоја патна концентрација во тој пресуден момент го реши надпреварот. Мислам дека овој надпревар се покажавме во далеку подобро издание од претходниот надпревар и од надпревар во надпревар напредуваме. Задоволен сум, немам замерки на тимот, на екипата. Сега во фудбалот некој мора да победи. Радовишни во следното коло ќе гостуваат кај Новаци, а пак Беласица на домашен терен ќе игра против Кожев од Гевгелија.